Од згрижување на најмладите одиме со тема која што се однесува на згрижување на деца без родители и родителска грижа во згрижувачки семејства. Мораме да истакнеме дека за децата семејството е примарен извор на љубов, поддршка и чувство на сигурност. Но за жал, има деца кои од различни причини остануваат без родителска грижа. На оваа тема разговарам со мојата гостинка, ќе посакам добар ден и добре дојде на Сонја Стамеска, директорка на Домот за згрижување на деца без родители и родителска грижа 11 октомври од Скопје. Како сте? Добар ден, благодарам на поканата. Одлично, се надевам дека ќе се обидеме темата да им ја доближиме на нашите граѓани, на нашите гледачи, секако да им дадеме повеќе информации кога станува збор за згрижување на деца на кои што им е потребна родителска грижа. Домот за деца без родители 11 октомври од Скопје децении наназад се грижеше за ваквите дечиња на кои што им е потребна родителска грижа, но од пред неколку години со деинституционализацијата децата се сместени во згрижувачки семејства. Ова институција сепак продолжува со работа во насока на зајакнување на семејствата кои се одлучиле на овој навистина хуман чин. Што се случи со процесот на деинституционализација? Па вака, процесот на деинституционализација кој што започна од 2018 година со донесувањето на стратегијата за деинституционализација и акциониот план кој што го донесе владата тогаш, всушност беше немање деца во институција. Всушност, трансформација на институции, од оние гломазни институции, децата да поминат во поинаков облик на грижа, каде што ќе се долови оној семеен или биолошки момент на грижа кај децата. Така да првично, 2018 трансформацијата беше со тоа што децата од институцијата заминаа да живеат во мали групни домови. При таа трансформација се вршеше селекција на тоа да дел од децата кои што можат да заминат во згрижувачки семејства, тоа се правеа проценки кои што имаа правилници и по сето тоа се одвиваше нели нормално според некои правила, каде што се правеа проценките дали ќе заминат во згрижувачки семејства, додека не може да се замине во згрижувачки бидејќи се уште беше новина тоа развивањето, мислам згрижувачките семејства постојат години наназад, но се уште не беше нели таа интенција на толкав одзив кај згрижувачите, заминаа во мали групни домови. Значи, институцијата сега функционира со покривање на мали групни домови, но воедно и центар за поддршка на згрижувачи и згрижувачки семејства. Да, практично и вие ми одговоривте на она што сакав да кажам, да прашам, да појасниме конкретно каква е функцијата, затоа што кај вас нема деца, но вашата институција повторно е втор дом за нив, но функционираат во мали групни домови. Обликот на згрижување е поинаков. Поинаков е обликот. Меѓутоа, би сакала малку повеќе да ни објасните како функционира центарот за поддршка кој што работи во рамките на вашата установа. Така. Во установата со иселувањето на децата од институциите, нели, за да се искористи просторот, тука се отвори центарот за поддршка на згрижувачи и згрижувачки семејства. Тоа беше 2021 година, каде што профункционира и всушност овој центар за поддршка го опфаќа региони, значи опфаќа неколку региони во државата. Тоа да речеме го покрива Скопскиот плански регион, го покрива Полошкиот плански регион, Источниот плански регион, како и Североисточниот плански регион. Згрижувањето центарот функционира како поддршка на згрижувачите. Додека згрижувањето во згрижувачките семејства повторно оди преку центарот за социјална работа како што било и порано. Значи, меѓутоа, проценката и она што треба да се одвива, тоест кога сака некој да стане згрижувач, всушност се одвива сега преку центарот за поддршка кој што се наоѓа во просториите на поранешниот детски дом 11 октомври. Имате отворен повик за пријавување на згрижувачки семејства, сепак тоа продолжува, нели? Имате и брошура со која што се објаснува за сите заинтересирани како да се стане згрижувач, меѓутоа она што особено ме интересира, колкав е интересот од семејства за да станат згрижувачки семејства. Вака, сега има неколку чекори за да станеме нели згрижувачи, нели во колку сакаме било кој од нас. Прво е информирање во центарот за социјална работа, зависно нели во која поддршка се наоѓате во кој град, нели местно надлежниот центар може да добиете информација или може кај нас во центарот за поддршка кој што се наоѓа во поранешните простори нели на детскиот дом.
Второ е доставување документација во надлежниот местно надлежен центар, каде што се наоѓате, значи ако сте во Куманово, во Центарот за социјална работа во Куманово, ако сте во Скопје. Потоа доаѓа процесот на проценка, кој што се одвива сега кај нас, каде што се гледаат сите или делови дали може тоа семејство да биде погодно да речеме во сооднос на некои правилници кои што ги имаме. Потоа доаѓа обуката и на крај добивањето сертификат или можност за да бидете згрижувач. Интересот тоа што ме прашавте апропо прашањето, да речеме при отварањето на центарот кога 2021 беа 120 згрижувачи во кои што беа сместени 149 корисника или 149 дечиња. Декември 2023, значи сега, веќе имаме 173 згрижувачки семејства со 311 дечиња згрижени во нив корисници. Така да, ова укажува на фактот дека покрај поддршката, која што ја даваме ние како центар на згрижувачите и згрижувачките семејства, паралелно е зголемен и бројот на згрижувачи кои всушност представуваат еден приоритет и една законска обврска на овој центар, а и на целиот процес на деинституционализација кој што се уште е во тек. Бидејќи процесот на деинституционализацијата не значеше само трансформирање, тоест преселување на децата во мали групни домови, туку развивање на повеќе услуги во делот на социјалната заштита. Една е згрижувачките. Така. Имаме подготвено неколку фотографии на темава, се надевам дека од режија ќе ги проследат. Работите на кампањи со цел поголемо информирање на граѓаните за оваа можност да станат згрижувачи. Дали доволно се знае на оваа тема или дали се доволни овие информации за да може пак и да се зголеми бројот на згрижувачките семејства и да им се понуди топол дом и љубов на овие дечиња на кои што им е потребна? Кампањата се покажа доста успешна, затоа што самото тоа што 2021, што ја спомнав бројката од 120 згрижувачи и сегашната бројка од 173 згрижувачи, покажува дека навистина има, да кажеме, успех и одзив кај луѓето, но не и дека е доволно. Значи, секогаш треба повеќе. Инаку морам и да напоменам дека покрај нашиот центар за поддршка на згрижувачки семејства имаме уште два центри. Тоа е поранишниот мајчин дом во Битола, тоа е исто центар за поддршка на згрижувачки семејства, опфаќа други региони, и СОС детското село исто опфаќа еден дел од регионите како центар за згрижувачи и згрижувачки семејства. Одзивот е зголемен, но има многу кои што не се запознаени и се уште не им е јасна можноста за да бидат згрижувачи, не им е јасно која е разликата меѓу згрижувањето и посвојувањето, затоа апелираме и сме отворени да кога сакат може да не посетат и сето тоа да им се објасни на сите кои што се заинтересирани. Ова што последно го кажавте убаво се надоврзува на моето следно прашање, затоа што мораме да истакнеме дека згрижувачите не се посвоители. Меѓутоа, кои се нивните надлежности во однос на децата? Надлежностите на згрижувачите се тоа што тие водат грижа за децата, меѓутоа, како што се да кажеме, стручните работници во малите групни домови, каде што исто имаме 24 часовна грижа, меѓутоа работат стручни лица од психолози, педагози, социјални работници и така натаму, згрижувачот го згрижува детето во своето семејство и му ја дава онаа топлина и оној биолошки амбиент на семејство како би требало да биде. Неговата улога е да ја води целосната грижа во делот на растот и развојот на детето, но сепак ингеренциите, односно надлежноста над детето, тоест старателството на детето го има Центарот за социјална работа. Значи, не е тој згрижувачот кој што одлучува за се. Сепак Центарот е тој кој што ја води грижата за детето на индиректен начин. Згрижувачкото семејство е еден вид на сервис, тоест услуга која што ја даваат они. Затоа и се добива оној паричен надоместок кој што го добиваат згрижувачите за децата, зависно од тоа каков тип на згрижување, бидејќи имаме повеќе типови на згрижувачки семејства, од општо згрижувачко, имаме специјално згрижувачко, интервентно и роднинско згрижувачко, што многумина, за жал, него не знаат дека постои начинот на роднинско згрижување. И кога се поставуваат прашања во однос на добивање информации за згрижување, првото прашање е како, односно кој може да стане згрижувач?
Значи, како што напоменав на почетокот, може секој кој што има желба, кој што има едноставно смелост треба да имате и се и желба и љубов пред се, да сакате да згрижите едно дете, да му дадете нели топол дом, семејство и едноставно од тоа дете нели да направите личност која што ќе биде утре во заедницата и во општеството продуктивна и како што треба, нели како што на своето би го направиле. Може секој да стане со тоа што ќе ги помине оние 5 чекори кои што ги напоменав претходно, да се информира, да достави документација, да помине проценката, обуката и тука завршува делот, нели со сертификат. Сега ќе одиме кон оној најемотивниот дел од прашањата и одговорите. Јас на самиот почеток кажав дека за секое дете семејството е примарен извор и на љубов, и на поддршка, но и на чувство за сигурност. За жал, има деца кои што од најразлични причини остануваат без родителска грижа. Какви се искуствата и на згрижувачите, но и на децата во рамките на тоа згрижувачко семејство? Па јас би зборила, јас можам да зборувам, меѓутоа не знам колку ќе ме сватат сериозно затоа што нели сум од другата страна, не сум јас згрижувач, но сепак искуството ми дава за право да кажам дека навистина се позитивни искуствата, затоа што згрижувачите кога вие живеете со едно дете кое што да речеме нели имате грижа врз него, можеби 3 години, 5 години, зависно колку како ќе се одвива процесот, нели во колку се створат услови, тоа дете може да се врати во биолошкото семејство, во колку не ќе биде подолго трајна грижата, нели? Нормално е дека се врзуваат и дека ги прифаќаат како своји деца. Дури многу пати се случува да кога тоа дете треба да замине од семејството, дека имаме многу емотивни ситуации каде што е навистина тешко да згрижувачот се одвои од детето, затоа што сепак веќе е тоа дел од нив. Истото станува и со деца, но сепак се во интерес на децата, нели се гледаат најдобриот начин и најдобриот приод, да речеме, за да се смени обликот на грижа кај детето. Дали во рамки на оваа трансформација на вашата установа и секако унапредување на можностите за згрижување на деца без родители и родителска грижа, се водите од искуствата на другите земји во европски, а можеби и светски рамки, и што велат искуствата, каде сме ние во таа насока? Па искрено речено, згрижувањето како облик на грижа не е новина кај нас. Значи, тоа постои години наназад, 50-60 години наназад, каде што порано и дури не било ни воопшто никако познато, се повеќе станува познато. Ние не можеме можеби да се споредиме во делот на пошироката рамка, како што рековте, светски рамки, меѓутоа можам да кажам слободно дека во делот на регионов поблизу, како што се Србија, Бугарија, да речеме блискиве тука земји околу нас, ние сме доста добри и дури може да кажеме во некои работи, во некои некои измени во социјалната заштита, дури и во лидери, во некој, поготово во делот на трансформација и во делот на процесот на деинституционализација. Меѓутоа, мораме да истакнеме покрај тоа што згрижувањето е еден од највисоките чинови на хуманост, тоа е навистина голема одговорност. Точно. Одговорноста е огромна. Едноставно работите со жива материја, пред се работите со дете. Детето знаеме дека е нешто кое што јас имам обичај да кажам дека децата се табула раза, нели, и не испишана табла. Она што ќе го испишеме и што ќе му го пружиме, тоа утре ќе стане како личност и ќе биде во општеството. Значи, одговорноста е огромна што ќе напишеме на тој празен лист, за да тоа утре биде, нели, иден граѓанин во општеството кој што ќе придонесува. Можете ли вашето лично искуство и вашето емотивно искуство со работа со дечиња, затоа што реков, вашата институција и понатаму во животот за нив останува втор дом. И секогаш ќе очекуваат и ќе имаат потреба од вашата поддршка. Така е. Со оглед дека работам повеќе од 25 години во таа институција, многу деца поминале во таа институција за кои што сум била и јас, нели, одговорна и сум водела грижа. И најголемиот сатисфакција и најголемиот успех го сметам кога тие деца ќе заминат од институцијата, но повторно ќе се вратат да ве видат, кога повторно ќе ве исконтактираат, а особено кога тој контакт ќе видите дека доаѓаат со свое семејство, со партнер, со дечиња и со ова, дека се едноставно изреализирани како вистински личности. Просто се најжив кога ми го кажувате ова, да. Како вистински личности кои што се успешни и во животот, и во професијата и се што е потребно за еден човек.
За крајот од разговорот, кој ќе биде вашиот апел до нашите гледачи и генерално до луѓето кои што можеби размислуваат, ама досега не се охрабриле доволно да станат згрижувачи и да им понудат топол дом на дечиње на кој што тоа им е потребно? Па мојот апел би бил да слободно, без нити предрасуди, нити размислување, слободно нека дојдат во просториите на нашата установа, нека не побараат, нека дојдат во центарот за поддршка, ќе им објасниме сето она што е потребно и сето она што можеби не им е јасно во тој дел, но само едино треба да имаат волја, желба и љубов за да дадат на некое дете, тоест за да згрижат, ништо повеќе. Другото се ќе биде само формално, што се вели. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам се и на надевам вам. имаме и друга можност Секако да се повелете кај гледаме нас. со нови информации и да ја следиме работата која што навистина верувам дека за вас представува вистинско задоволство. Секогаш, кога работите со деца не може да не е задоволство. Тоа е најубавиот дел кога работите со ништо што е најчисто. Благодарам уште еднаш.